Околу 1200 домакинства од Струмица добија канти за селекција на пластичен отпад во рамките на проектот Патока за екопаметна општина што го спроведува Центарот за климатски промени со подршка од амбасадата на Соединетите американски држави. Со ова се отвара можноста за создавање функционален систем за управување со отпадот во општина Струмица. Ваквата активност треба да допринесе кон променување на навиките на граѓаните на општина Струмица, подигнувањето на свеста за тоа колку е значајно да се селектира отпадот, но истовремено и да ги намали трошоците на комуналното предпријатие, да го зголеми профитот од можностите за тргување со овој тип на пластика. Секоја среда комуналец ќе го подига отпадот со пластика. Првиот човек на комуналното најави дека во наредниот период селекцијата ќе се прошири и на целата територија на општината. Во скора иднина, да заедно со граѓаните кои што очекуваме да бидат одговорни према тоа, да можеме и на другиот дел на граѓаните, во населените места, да продолжиме со на истиот начин. Веќе ние разговаравме и со општината, и заедно со центарот, да и во иднина градиме нови проекти. Градоначалникот на Струмица повика струмичани да се грижат за новите канти кои ги добија бесплатно, но и да бидат внимателни при одлагањето на отпадот. Јас сум оптимист дека граѓаните исто така ќе се вклучат во самиот проект и ќе го селектираат отпадот и заеднички ќе допринесеме за поздрава животна средина. На крај само упатувам апел, но и молба на некој начин до граѓаните на одговорно однесување. Проектот Патока за екопаметна општина, освен во Струмица, се реализира и во други општини, како пример за соработка меѓу јавните власти и граѓанските организации за справување со еколошките предизвици.